Почитувани добро вечер. Ја следите првата емисија од новата сезона на емисијата Став. Вечерва разговараме со директорот на Центарот за култура и Народниот театар Сашо Тодоровски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за овој разговор. Добро вечер и благодарам на поканата. Активностите во Центарот за култура и Народниот театар не запреа ниту за летниот период, но периодот кој што ни следуваат на вистина бројни културни манифестации. Најнапред она што е актуелно, деновиве е во тек реконструкција на покривниот дел на малата сала во Центарот за култура, поточно за каков градежен зафот се работи и до кога би требало да завршат овие работи. Така, ние имавме мал одмор во Центарот за култура за вработените и за Народниот театар Куманово, меѓутоа во текот на летото правевме припреми за некои јавни набавки кои треба да се реализираат периодот што следува. Едно од тие е проектот што го добивме од Министерството за култура за реализација на дел од кубусната сала, на покривниот дел, бидејќи навистина беше покривниот дел стар, се губеше и таа малку топлина што има таму, и сега решивме тоа да го направиме, да го реконструираме малку тој кубус. Градежните работи се во тек и очекуваме дека за некои десетина дена целиот проект ќе биде комплетиран за дел на тој кубус. Имаме потреба и за реконструкција на другите кубуси, бидејќи имаме уште два такви, меѓутоа во идниот период ќе гледаме и тоа да го завршиме. Овие простори беа функционални до сега, ги користеа? Така да, тука работеа матичните форми, значи што играат фолклорните форми и модерниот танц, што играат групите кај нас. Така да ги користиме, меѓутоа решивме дека им треба мало освежување и реконструкција на истите и затоа го превземаме тој чекор. Во тек е постапка за решавање на деценискиот проблем со затоплувањето на Центарот за култура. Ке имаме ли затоплување оваа сезона? Така, и во претходниот став кога бевме тука, кога гостував, кога бев назначен за директор, кажав дека тоа е едно од најголемите проблеми кои се соочува Центарот за култура и дека итно мора да се реши тој проблем. Имавме некои наши средства, одвоивме за да распишеме јавна набавка за идеен проект. Во моментот тече јавната набавка. Очекуваме дека за ден-два ќе бидат познати и оние кои ќе го изготвуваат проектот. Тоа би траело некаде околу 30 до 40 дена. После тоа се надеваме дека ќе обезбедиме, односно ќе најдеме финанси за да го изреализираме тоа. Може би оваа година нема да се случи тоа, да дојде затоплувањето во Центарот за култура, бидејќи има некои процедури кои треба да се спроведат и набавуваме сите потребни документи. Меѓутоа, идната година очекуваме и се надеваме дека сигурно ќе имаме затоплување во Центарот за култура. Што се однесува до Народниот театар и таму беше најавена реконструкција, мислам дека подготвувавте проектна документација, Министерството одвои средства за ова. Така, да. За театарот во Куманово се одвоени вкупно 10 милиони денари, кои се на располагање на Театар Куманово. Во моментот таму наголемо се изготвува проектната документација. Работат луѓе веќе го исцртаа проектот, имаат уште некои 30 до 40 дена за да го завршат, да го финализираат проектот. Паралелно, исто така со изготвување на проектот, дојде и ревизија на тој проект, исто преку јавна набавка, се изберени фирмите, и очекуваме, значи, можеби во средината на ноември да се заврши целокупниот тој проект, за да можеме да започнеме со првиот дел со реконструкција на Театар Куманово. Тоа ќе биде парцијално, значи така кажавме и решивме да биде направен проектот, да се реконструира, например, покривниот дел, гледалиштето, внатре некои простори, значи така да парцијално грејењето, исто така парниот котел во Народниот театар. Значи на неколку етапи е поделен целиот проект, така да ќе можеме парцијално да ги вадиме проектите кои ни се потребни и како имаме финанси за да ги реконструираме дел по дел просториите во Театар Куманово. Со децении наназад делот објектот на Центарот за култура користеа угостителски објекти. Објектот во моментов е празен, во јавноста кружат разни шпекулации. Дали сте запознаени до каде е ова постапка и постои ли можност овој објект да се врати на Центарот и да се намени за она намена за која што би требало? Тие објекти се на Центарот за култура, меѓутоа се издадени на користење на разни угостителски објекти. Ние интервениравме во Министерството за култура да се реши тој проблем, бидејќи имавме некои проблеми, недоразбирања со тамошните угостители кои користат тој простор. Се надеваме дека наскоро ќе се разреши тој проблем. Моментално целата документација е во јавното обвинителство
тие превземаат работата, бидејќи објектот е под Министерство за култура, а тој имот е на имот на Република Северна Македонија, така да тие се задолжени за сите процеси кои ќе се случуваат таму. Имаме некоја најава, разговаравме со Министерството за култура, дека тој простор во иднина би требало да се врати, значи да се користи за намената која што му е, значи намената за некои културни активности, значи и ќе се обидеме тоа да го направиме. Бидејќи сите кои го користеле тој простор, угостители во изминатите не овој период, значи во изминатите 20 години, Центар за култура секогаш станувал куст за некои кири, значи тоа се неразрешени проблеми, што мислам дека не е добро. Доколку тој објект е на Центар за култура, треба да биде наменет за тие активности кои се одвиваат до Центар за култура. Така да очекуваме дека наскоро ќе се реши и тој проблем и ќе го вратиме тој објект во наше владение со цел да можеме да го користиме. Каква е состојбата со вработувањата во Центарот за култура и Народниот театар? Има ли потреба од дополнителен кадар? Така, секако дека има потреба од вработување на стручни луѓе. Очекуваме најверојатно доколку постапките бидат завршени во текот на ноември да имаме моглас за вработување на актери во Кумановскиот театар, бидејќи навистина имаме потреба од нови и млади актери, се со цел да ја освежат малку сцената, така да очекуваме дека ќе добиеме позитивен одговор од Министерството за финансии, бидејќи навистина имаме многу млади дипломирани актери во Куманово кои би требало својата дејност да си обавуваат тука во матичниот театар, во театар Куманово, така да оптимисти сме дека тој процес ќе заврши и дел од тие млади луѓе ќе може да го најдат своето место во театар Куманово, а идната година доколку добиеме и други вработувања, исто така ќе спроведеме тој процес. Како што напоменавме, следуваат бројни активности во наредниот период, што се поклопува и со прославувањето на градот. Но она што вообичаено предизвикува најголемо внимание кај кумановци е меѓународниот фестивал Денови на комедија. Изминатиот период имаше одредени проблеми со програмата, знаеме, па имаше измени. Со финансиите. Со финансиите, секако, но еве успеавте да подготвите навистина богата содржина. Флаерот Денови беше објавен. Така, ние, како што и кажавме, кога се случи тоа во март, април, кога ги објавија конкурсите, ние бевме шокирани сите, и ние како центар и Куманово како град, дека не се одредени ниту еден денар од Министерството за култура. Интервениравме, после се направи некој договор, обезбедени се средства од Министерството за култура, обезбедени се дополнителни средства од Општина Куманово и исто така ова година обезбедени се и дополнителни средства од владата на Република Северна Македонија, така да се окруживме финансиската конструкција. Исто така се заблагодаруваме на сите спонзори и добри луѓе кои излегува пресет на овој фестивал, бидејќи знаат колку големо значење има овој театарски фестивал за Куманово. И како што реков уште тогаш, кога ја дознавме таа вест дека овој фестивал ќе се реализира и ќе биде уште подобар од минатата година, така и ќе биде. Имаме одлична програма која ќе понудиме на кумановската публика. Се е скоро завршено и каталогчето, и постерите, и сите екипи се договорени, кога ќе доаѓаат, кога ќе играат, така да ќе имаме на 1 октомври успешно отварање и се надам уште подобар фестивал. Имаме гостување на македонски театри, но и од соседството. Така, да, од соседството има програма, тоа објавивме, ќе имаме ова година 3 представи од Србија, една од Бугарија, една од Албанија, една од Хрватска. За прв пат доаѓа и нашите театри, МНТ, Велешки, театар комедија, драмски театар, албански театар од Куманово, албанската драма, нашиот театар Кумановски, секако. Совет за граѓаните да побрзаат да набават карти, така, бидејќи секогаш се бара карта повеќе. Гледам дека периодов кога го објавивме тоа на страницата, нема билети, има билети. Билетите ќе се во подготовка, техничка подготовка и најверојатно ќе бидат пуштени таму после 20 септември, бидејќи треба да се средат од технички аспект. Ова година за прв пат имаме и публиката можност да може да гласа. На самиот билет ќе има штампано бројчиња од 1 до 5. По завршувањето на представата, публиката ќе може да ги стави во кутиите означени за тоа и ќе доделиме награда на најдобра представа од публиката. Така да очекувам дека ќе има билети, огромна е заинтересираност, меѓутоа ние оваа година, минатата и оваа година ги пуштаме скоро сите билети во продажба. Не знам како било минатите години, најверојатно не било така како што слушаме од граѓаните, што не е добро, бидејќи овој фестивал е за граѓаните, меѓутоа оваа година ќе бидат пуштени сите билети. Сега кој ќе стигне да земе тоа, значи тие се билетите, толку се 670 места, 12 представи.
По повод 500 години од постоењето на градот, а на воодушевување на кумановската јавност, актерската екипа од Народниот театар со подршка на други значајни театарски имиња, меѓу кои и нашиот кумановец Тони Михайловски, активно ја подготвува представата Бегалка. Таа и ќе го затвори фестивалот. Чија беше идејата за оваа представа, докаде се подготовките? Очекувањата од граѓаните се големи. Тоа беше една заедничка идеја по повод 500 години Куманово. Минатата година некаде во септември се видовме со градоначалникот Максим Димитриевски и со сите актери кои се од Куманово. Значи ги има повеќе, освен Тони Михайловски, тука се и Сашко Коцев, Несрин Тајер, Кети Горан Илич, значи има повеќе актери и сите се согласивме дека е потребно повторно да се возобнови таа драма и да направиме повторно Бегалка за 500 години Куманово. Така да веќе сме во подготовки, имаме и режисер кој сето тоа го работи. Тука, како што рековте, е вклучен и Тони Михайловски, кој ќе го глуми ликот, еве да кажем, на Аџи Трајко. Исто така требаше да биде вклучен и Сашко Коцев, меѓутоа има неодложени работи со снимање некои филмови, така да ни посака успешна премиера, се заблагодари и рече дека во некој иден проект сигурно ќе му биде мило и тој да учествува во таков сличен проект. Кога сме кај представите, наскоро ве очекува и нова премиера на представата Макбет? Така, представата Макбет се спремаше започна во почетокот на мај да се подготвува, меѓутоа имавме тогаш една друга премиера, Недоразбирање од Албер Ками, па се стопира малку подготовката на Макбет и сега еве веќе со цел интензитет се работи, се подготвува и на 20 септември е закажана премиерата на Макбет. Мислам дека тоа е една голема представа, учествува целиот ансамбл на Театар Куманово, учествуваат и глумци кои не се член на ансамблот, помлади актери, на кои им даваме шанса и мислам дека Макбет ќе биде една навистина добра и квалитетна представа со која ќе се гордее Кумановскиот театар. Со низа представи учествувате на различни фестивали и таму и добро поминувате. Така, да. Тоа е и значи поентата и на театарот за да учествува на повеќе фестивали, да го промовираме и нашиот театар и нашиот град. Оваа година бевме на повеќе фестивали, еве сега следуваат значи уште некои фестивали, на гола месечина гостуваме на Театар Комедија, кој се одржува оваа недела во општина Ајдрум во Скопје, а на 11 септември гостуваме на фестивалот Васил Шишков во Струмица со представата Недоразбирање. Тоа е фестивал кој има награден карактер и очекуваме и таму да се представиме во добро светло. Во јуни гостувавме на фестивалот во Прилеп, Војден Чернодрински, така да има активности во тој поглед Кумановскиот театар. Еве албанската драма исто така гостува во Корча на фестивал на комедија кој се одржува таму. Така да и успешни сме на тие фестивали. Секогаш се донесува по некоја награда, дали за актер, дали за најдобра представа, така да во тој поглед е добар Кумановскиот театар. Што се однесува до музиката, наредната недела ни предстои една нова манифестација, музичко караоке шоу, знаменето за најмладите. За каква манифестација станува збор? Така, минатата година аплициравме до Министерството за култура со еден проект караоке музичко шоу, се со цел да ни обезбедат некои финансиски средства за да можеме да го реализираме тој проект. Беа обезбедени некои минимални средства, не многу големи, меѓутоа ќе се обидеме и со тие пари да го организираме овој фестивал. Еве аудицијата е во сабота, ги повикуваме сите помлади дечиња кои мислат дека имаат талент и сакаат да пеат, да дојдат, да се пријават на аудицијата, а самиот настан фестивалот е на 12 септември во 20 часот. Се со цел да откриеме некои кумановски таленти, некои млади деца кои сакаат да пеат. Победникот ќе биде значи во целосна наша, како да кажам, ќе има целосна наша поддршка од Центар за култура понатаму. Ќе настапува на сите наши проекти кои ги имаме, на сите наши настани, така да ги повикувам слободно помладите да дојдат и да се пријават. Ние ставивме една рамка од 11 до 16 години, меѓутоа не е било проблем, плюс минус да се пријави дете кое мисли дека сака да пее. Ќе имаме награди, ќе имаме статуетки, ќе имаме благодарници, дипломи, така да организирано е се во тој поглед. Следуваат и низа концерти, пред се 50 години постоење, успешно постоење кариера на Маргица Антевска, джез фестивалот на Филип Степановски и слично. Така да, Центарот за култура, освен овие програми кои кажавме, има и своји традиционални програми кои се организираат. Оваа година, по повод јубилејот на Маргица Антевска, организираме нејзин концерт. Тоа е со поддршка од Министерството за култура. Исто како што го направивме во јуни концертот на Миодраг Божиновски, наш кумановец, познат композитор. Исто до сега ќе биде и со Маргица Антевска.
джез фестивалот кој се одржува на 20 и на 21 септември, ќе има познати музички имиња, тоа е во копродукција со исто така со една джез група, така да имаме настани во Центар за култура. Да, ќе има настани во областа на литературата, следуваат промоции на неколку книги. Така да, тоа се некои тековни работи кои ги спроведуваме секоја година. Имаме стручна дејност која се занимава со литература во нашиот Центар за култура и се обидуваме да имаме некои промоции на некои книги кои се актуелни во Македонија, во Скопје, така да ќе имаме гостување од тој аспект. Кога дојдовте на функцијата менаџер на овие установи, рековте дека сте отворени за сите млади. Задоволни ли сте, имали соработка, покажуваат ли интерес? Има соработка, еве сега пред 3 дена заврши културниот бран што го распиша Министерство за култура и навистина можам да кажам дека сме изненадени од апликациите кои ги поднесоа младите кумановчани во Центарот за култура. Ние тука помогнавме на некои со пополнувањето, што таму има некоја апликација која треба да се пополни, колку барате финансии, да го образложите вашиот проект, се со цел за да добијат пари. Имаме многу такви проекти. Најверојатно комисијата ќе одлучува некаде на кај 20 септември и целиот тој проект Нов културен бран треба да заврши до 20 ноември. Имаме значи некои понуди и за театарски представи, и за цртање на графити, за некои концерти од камерна музика. Така да мислам дека ќе биде богат периодот после 20 септември во Центарот за култура, бидејќи ќе имаме многу настани од тој аспект. Доколку се осврнеме назад за овој изминат период од како ги менаџирате овие установи, дали се задоволни од она што досега е сработено и како поранешен професор која оценка си дали? Оценка малку е неблагодарно самија да си давам оценка, меѓутоа секогаш може подобро. Сум задоволен со она што го постигнуваме и што го правиме во Центарот за култура, меѓутоа сепак тука граѓаните се најбитни да кажат дали добро го сработуваме тоа што го работиме или не. Бидејќи се тоа што го работиме, ние го работиме за град Куманово, за граѓаните се со цел да имаме добра културна понуда, бидејќи знаете дека културата е еден од амбасадорите секаде и во светот и тука кај нас, така да оставам тоа на публиката да процени колку ние сме добри и дали сме добри. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.